Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо. Со мене Љупчо Златев на фреквенцијата 98,1 FM и сите вие кои не следите во живо на Facebook. Ово утро заедно со мене Искра Коровешовска. Искра... Добро утро. Завршивме на 31 интересно, онака некако прилично спонтано и слободно и релаксирачки. Така почнуваме и ова утро. Јавно да кажам дека денес доцнев, а ти стигна на време. За разлика од првата половина од како се дружиме, значи од септември до сега, ова беше прво стигнување мое за доцнато по тебе. Со друга нога, да. Со друга нога. Наш гостин ова утро е заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија. И надворешна трговија, да, тој втор дел го забораваме цело време. Зоран Димитровски Жоро, наш поранешен колега, новинар кој веќе колку 5 години во политиката од прилика. Димитровски, вие бевте заменик министер за локална самоуправа. Но и како министер за локална самоуправа доаѓавте нели кај нас на интервјуа и наместо за локална самоуправа ние знаевме да ги опфатиме оние условно кажано глобални прашања. Па се шегувавме тогаш Ивица Боцевски дека сте министер за локална самоуправа и глобализација. Сега повеќе ви одговара оваа позиција? Значи, да, ме прашате дали ми повеќе ми одговара оваа позиција. Веројатно е поблиска до она што е новинарската професија. Се работи за пред се за комуникација. Иако секоја политичка функција, позиција е пред се политичка комуникација, меѓутоа со оглед и на долгогодишното искуство во новинарството, ова, значи, да се биде во Министерството за надворешни работи како заменик министер или министер, во секој случај е професија во зависност од тоа нели на кое место се наоѓате, дали ваму треба да ги застапувате интересите на државата. Во новинарството работите за јавноста, а новинарството е пред се насочено да ја придобиете јавноста, да ја информирате, на некој начин може би да ја насочите кон она што сакате, меѓутоа овде во основа е методот на комуникација е ист. Вие собирате информации. Тие информации некој ги користи. Стилот е различен веројатно. И се обидувате со меѓународната заедница, со амбасадорите, со странците, со функционерите на различни нивоа во земјите кои што се моќни пред се, да ги застапувате интересите на вашата држава. Тие интереси сепак треба да бидат најблиску до она што е граѓански интерес, а не бидат интереси на некоја политичка елита која што е забегана и така натаму, нели? За среќа имаме влада која што има огромна поддршка од граѓаните. Тука ги вклучувам и политичките партии на албанците во власта, кои што за среќа ги застапуваме истите интереси кога станува збор. Тука ќе ту крадам на две прашања. Кога станува збор Извини, Искра. Нашите европски интеграции. Оваа влада дојде на оваа позиција на која што дојде и освои таква убедлива победа, според многумина најмногу благодарение на она остра реторика кон Бугарија и благодарение на оние цврсти црвени линии за невклучување на бугарите во уставот на нашата земја под овие услови. Ние гледаме дека во последните неколку месеци гледаме не стопирање на темата, но едноставно гледаме дека бугарите во устав на еден или на друг начин не е повеќе тема во јавноста, не е темата со која се отвараат и затвараат вести, не е темата со која гледаме за која гледаме политички анализи и така натаму. Дали може би овој ваков период се користи, овој тивок период се користи за позадински со идна некоја влада во Бугарија, со Бојко Борисов, да се преговара нов договор, да се преговараат нови услови за членство на Македонија во Европската Унија? Прво, многу е важно дека изминатите 6-7 месеци, односно од формирањето на владата,
јули до денеска. Нашата дипломатија, но не само дипломатијата, и највисоките политички функционери во власта, и премиерот, и председателката, и министерот за надворешни работи, и јас, Министерството за европски интеграции, насекаде, не само во европските престолнини, и во светските престолнини, многу сериозно ја објаснуваме нашата позиција. Бидејќи таа позиција долго време беше на некој начин под килимот, и можам да ви кажам отворено дека на средби со највисоки функционери од моја страна и од страна на министерот, многу од нив не ги знаеа точно, не знаеа точно како стојат работите во врска со нашиот спор со Бугарија, односно блокадата од страна на Бугарија. Сведувањето на работите дека станува збор за внесување на бугарите во уставот, беше само една политичка... Тоа сме го анализирали. Не, сакам да кажам. Се водат преговори во позадина или не? Ќе ви одговорам веднаш на прашањето. Објаснувањето на позициите е многу важно, затоа што во многу центри во Европа, дури во некои кои што се блиски до нас, ако сакате и Загреб и Љубљана, кои што од поранешна Југославија многу добро ја знаат приказната на Балканот и што се одвива, не ги знаеа деталите, да речеме, од работата на историската комисија. Уцените кои што таму ни се поставуваат од страна на Бугарија. Оно што сме го подпишале во рамките на преговарачката рамка, протоколите, содржината на протоколите, содржината на обврските кои ги има Македонија, тие работи не им беа познати. Што се треба да направи Македонија за да еден ден стане членка на Европската Унија, не само што не зависи само од внесувањето на бугарите од уставот, туку станува збор за ревизија на комплетната историја и историографија, нешто што ги засега, ако сакате, и европските земји. Затоа што прво станува збор за ревизија на делот на фашистичката окупација на Македонија, ревизија на делот на концентрационите логори, односно испраќањето на евреите во Треблинка, кој е за тоа одговорен и виновен. Значи, ако вие на тој начин ја објасните нашата позиција во европските и во светските центри, со многу други очи почнуваат вас да ве гледаат и ја разбираат вашата позиција. Да поентирам во оваа смисла дека од тој аспект гледано, мислам дека во сите европски и светски центри многу е појасно сега за што станува збор. Меѓу другото, ако се сеќавате, имаше една изјава на господинот Бојко Борисов пред месец дена, кога разговараше со Антонио Кошта, новиот председател на Европскиот совет, и кога рече дека позицијата на Бугарија, мене не ми се чини дека во овој период изминат отишла напред, дека е прогресирана, напротив, тој смета дека Македонија придобила многу симпатии. Добро. Тоа е заслуга, сам да поентирам дека тоа е заслуга на оваа влада и на нашето објаснување на тие позиции. Но сега и од на нигде ви нашето се лобирање. појавува Костадин Костадинов, обичен политичар од Бугарија, председател на една партија која има отворено проруски ставови и говори дека некој таму регион во Украина требало да стане руски и некој и Македонија требало да стане дел од Бугарија. Наеднаш од цело тоа затише во кое што, како што велите вие, ние добиваме симпатии, се случува ова од бугарска страна. Не станува збор за државен функционер, но станува збор за моќна партија на крајот од денот. Провока не смееме да ги занемариме, затоа што таа сила во Бугарија сепак видовме на секој избори расте, можеби малку бавно, но сепак расте, затоа што тоа е еден сентимент кој што не е само сентимент, туку е политичка политичка инсталација, која што е поддржана. Која беше целта на Костадинов според вас? Да го стопира овој прогрес? Целта е провокација, меѓу другото, и ова што го објаснував предходно, да ја врати политичките елити во Бугарија, да ги врати на стојалиштето дека мора да се игра многу потврдо кон Македонија. Бидејќи тоа успевало во минатата власт. А како ќе се игра многу потврдо, не со повторување постојано на ставот дека треба прво бугарите да влезат во уставот, па понатаму ќе видиме што. Туку треба тврдо, макар и со провокација, дека Македонија, нели, јавање на условно речено
трампизмот реторички кој што сега во влада и во светот од геополитички прим, па сега секоја од овие нации да си бара да има територијални претензии. Меѓутоа тоа не е воопшто шега. Таа провокација не е воопшто шега. Ние слушавме претходно и од Каракачанов и од разни други ликови дека можат да дојдат во Македонија со 2-3 Западен бригади да ги переле нешто. Да освојат и така натаму, да ги нели спомениците или што и да е во Македонија тоа што треба да го направат, но велам таа провокација вие гледате во смисла на опит да се спречи некаква комуникација. Такви комуникации заднински секако постојат, не директни, туку со помош на нашите пријатели, со геостратешките партнери и со некои други европски земји пријатели, да се отворат тие коридори на комуникација во смисла на наоѓање решение, затоа што на крајот ние мораме да изнајдеме решение. Решението е во Прашањето е колку ќе биде штетно за нас. И дали воопшто ќе биде штетно. Штетата е огромна досега што е направена. Секое решение е подобро од она што го имаме во моментов. Не се работи само за преговарачката рамка, што преговарачката рамка се работи, дури ако сакате и поранешниот министер нели за надворешни работи Бујар Османи призна на крајот во едно интервју пред неколку недели на 360 степени дека да, проблем се заклучоците на Европскиот совет, според кој Бугарија може да стави вето. Претходно тој тврдеше дека Бугарија не може да стави вето по прашања идентитетски. За жал и од Европа долго време мислеа дека фактички работата е само, односно има таму се уште сили што се уште така мислат дека топката е на наша страна, дека ние мораме да ги спроведеме прво уставните промени, измени, а потоа да разговараме за се друго. Но слушаме од повеќе европски официјални личности како Антонио Кошта, како Марта Кос, дека нема да дозволат идентитетски прашања да го кочат процесот на европски интеграција. Ние велиме, ако е тоа вистина, ако нема да дозволите, тогаш дајте ги тие гаранции. Кажете и на Софија дека нема да може да поставува уцени во работата на историската комисија. Какви гаранции очекуваме ние реално? На хартија напишани постулати дека гарантирани, знам, Брисел. Тоа треба да биде посеопфатен процес според мене. Прво, важно е да се покаже политичка волја. Значи не е само вие некого да обврзете на нешто. Туку треба да видите кај другата страна дека има навистина политичка волја. Една од тие гаранции е да видиме од Софија регистрација на некое здружение на македонците. Тоа би било добра политичка волја. И дали тоа би било доволна гаранција? Тоа би било почеток. Тоа би било некаков почеток. Натаму, велам, работата на историската комисија. Значи јас секаде во сите европски престолнини тоа го објаснувам и со моите хомолози, нели, кога се среќавам, дека нашиот процес на евроинтеграција ќе биде блокиран за неколку месеци. Дека нема ефект да ги спроведеме уставните измени утре да ги спроведеме, дека за неколку месеци веднаш ќе добиеме блокада. Да, тоа е реалната состојба. И тие велат добро како таа блокада ќе изгледа. И јас им објаснувам дека историската комисија е дел од фактички работата на историската комисија, резултатите е дел од договорот кој што ги имаме со Софија. Според тој договор секоја година меѓу владите треба да заседаваат и да оценат докаде е процесот напред, ќе оценат дека негативно се одвива и ние ќе добиеме блокада на отворање ново поглавје или на затворање на некое поглавје. И дека тука е крајот. И за да излеземе од таа луда комбинација, ние треба едноставно да прво да се покаже добра волја од Софија, дека на вистина имаме намера овој процес да го водиме и да има известност на крајот во смисла на евроинтеграција на Македонија, затоа што тоа е од интерес на крајот на криштата и на Софија. Тоа е едно. И второ, треба да имаме не само јавни изјави од европски личности дека нема да дозволат билатерализација во смисла на идентитетски прашања да го кочат процесот, туку треба да видиме
треба да видиме декларации во смисла на Европскиот совет е институција која што може исто така да донесе одредена политичка декларација. Во кој што ќе и каже на Софија дека по идентитетски прашања не може да се блокираат поглавја. Отварање и затварање на поглавја. Дека договорот за добрососедство треба да се оствари? Еле? Договорот за добрососедство. Ама нема реципроцитет. Дека има две страни тој договор. Дека Бугарија е исто така обврзана во делот од тој договор да ги поспешува евроинтеграциите на Македонија, а не да ги кочи. И така натаму, и така натаму. Нас ни престои се уште една долга, можам да кажам, борба. Кога велам долга, не мислам на долгогодишна. Мислам на, можеби, по интензитет. Работите може да се разрешат и за неколку месеци. Еве сега имаме, се надевам, нова влада ќе имаме во Софија. Иако тамо структурите БСП има таков народ, или кој што малку биле потврди во минатото по македонското прашање. Но таа влада ја води, сепак ќе ја води ГЕРБ, најголемата партија, која што е проевропска, проатлантска. Има и од председателот Радев сигнали во смисла дека треба да се води диалог. Значи, кога велат бугарите дека треба да се води диалог, тие не мислат да се репреговара, нели, преговарачката рамка, ама да се води диалог како да се спроведат. Во рамките на тој диалог можни се, ние имаме алтернативни предлози. Значи, вие согласувате дека единствениот пат наш кон ЕУ е преку Софија, дека друг пат немаме во овој момент. Се обидува одредени, вие гледате дека има иницијативи во Европската унија, Германија и Словенија има таква иницијатива, нели, да се исклучат одредени фактички, мислам, консензусот, консензус -1, консензус -2 и така натаму во иднина, кога би се решавало за одредени прашања, иако тоа многу тешко се усвојува, затоа што тука треба да гласаат сите. Треба со консензус, треба со консензус укине да се донесе. консензусот. Меѓутоа, тој дух во Европската унија почнува да преовладува. И затоа што ќе има реперкусии по многу други земји. Утре треба, Не знаете, должни сте на граѓаните како, нели, како функционери, како луѓе кои водат надворешната политика, должни сте да им кажете како реално стојат работите. Во овој момент сите патишта не водат кон Софија. Иако најлош пат имаме кон Софија, сега малку се среди тој делот од Страцин кон Крива Паланка, но без Софија ние не може да... Ние велиме, значи вака, од Софија одговара дека вие имате сега проблем со Брисел, нели? Да. Благо велат. Не велат дека водат сите патишта кон Софија. Велат имате со Брисел. Да, ние прифаќаме дека имаме работа со Брисел и во тој контекст разговараме и преговараме со Брисел и со нашите стратешки партнери Соединетите Американски држави да се олесни тој процес. Затоа што сметаме дека притисокот единствен кој што може да се направи врз една земја членка како Бугарија е од страна на европските, најголемите европски земји, Германија, Франција и некои други. Веле дека ќе оценуваат со Шенген, дека доколку не пушти нас нема да не се работи за уцен. Механизми се тоа. Не се работи за уцен. Има механизми. Факт е дека Македонија изминативе 30 години, јас тоа порано сум го зборувал, дека нема класичен политички спонзор за при своето зачленување во Европската унија. Најголемиот политички спонзор на Македонија за Европската унија се Соединетите Американски држави. И тоа мора да се каже отворено. Сега сака 25% царина на ЕУ да и воведат. Да, сега имаме, се разбира, имаме нова геополитичка ситуација. Што исто така треба да се земе предвид. Морам да кажам дека и претходната администрација на Соединетите Американски држави ние имавме повеќе средби. Јас имав средба и со господинот Блинкен на маргините на самитот на ОПСЕ, на министерскиот самит на ОПСЕ во Малта. Кратка средба, 4 минути, меѓутоа многу јасна дека поддршката од Соединетите Американски држави не е само бланко, дека тие навистина имаат не само намера, туку и го прават тоа на терен, сакаат да помогнат и во диалогот со Софија и дека на следната администрација ќе го пренесе тоа, дека едно од клучните прашања за Балканот, освен решавање на спорот
Приштина, Белград и Босна е зачленувањето на Македонија во Европската унија, меѓу другото и од безбедносни причини. И дека тоа ќе биде пренесено, така ми кажа господинот Блинкен, на мојот наследник му пренесам дека е многу важно да работи на надминување на спорот помеѓу Скопје и Софија, затоа што тие се уште го сметаат за спор. Добро, Жора. И сметаат дека треба да има диалог. Не сметаат дека е тоа завршена приказна, дека ние треба само да ги спроведеме уставните измени и се да заврши. Добро, сега да бидеме искрени, така размислува американците се до Преспанскиот договор и за Грција. Велеа дека треба диалог и на крај не седна и ни дадоа еден договор да подпишеме во нивици и реперкусиите од него ги чувствуваме до ден денес. Тоа што нивното тврдење баш не олеснува многу. Видете политичка, значи многу е важно кој ќе биде од другата страна во политичките елити во Македонија. Така што вие сте подготвени да прифатите на крајот и што сте подготвени да подпишете. Да, но штетата која ти ја направија останува. Оваа влада не поставува само црвени линии во смисло, и тоа е многу важно да се поентира, дека оваа влада не поставува црвени линии, дека не прифаќаме ништо. Ова се нашите црвени линии и тоа. Ние нудиме предлози кои што се компромисни и тие предлози се комуницираат. И се одбиваат. Не мора да значи дека се одбиваат. Има големо разбирање за дел од предлозите кои што некои од нив не можат ни јавно да се говорат, се разбира. Но не е наш официјален предлог за уставно, значи внесување на бугарите во уставот со одложено дејство. Има и надградби, има и варијанти што можат со еден диалог со Софија натаму да се спроведат. Околу заштита, бидејќи клучното прашање што Софија го постави кога беше донесен францускиот предлог, беше заштита на бугарите во Македонија, говор на омраза, дискриминација, се крена таква врева, па дури Радев отворено призна дека кога зборуваме во Брисел и во Вашингтон не разбираат за цар Самуил, за Гоце Делчев, ама не разбираат за човековите права на бугарите во Македонија. Тоа прашање ние нудиме разни инструменти за разрешување. Има и акциски план, кој што меѓу другото и претходната влада. За заштита на бугарите во Македонија. Не за заштита на бугарите, заштита на етничките заедници. Постои акциски план кој што има низа механизми, да бидеме реални, без оглед на нивната уставна положба и уставната положба на сите заедници во Македонија, затоа што вие имате и други заедници кои не се дел од уставот, како словенци, хрвати, да речеме, или како египќани, па не им фалат некакви човекови права во Македонија, сите се заштитени. Идејата е како ќе ги прилагодите вашите институции во контекст на заштитата на човековите права. Да бидеме не е секогаш само уставната положба. Непријатно е да ве нарекуваат татар на социјалните мрежи само затоа што се чувствувате како бугарин. Вие на социјалните мрежи не можете да човековите права. На социјалните мрежи вие не можете да спречите. Гледате што се случува сега на планот на социјалните мрежи во светот во однос на цензурата. Жора, да не излеземе надвор од темата, ќе ми простиш за непосредноста со Жора, ама тоа е таа колегијалност во минатото, односно не сме работеле директно заедно, ама сепак сме биле колеги. Социјалните мрежи се доживуваат како ситуација, односно како едно поле каде што се сите тврди зборови и сите лоши пораки испратени така натаму, но во суштина е гласот на народот на некој начин, кој очекува јавноста дека ќе биде принесен преку политичарите кои се пак треба да се гласот на народот и се борат за граѓаните, се тоа што го зборуваше и ти пред малку. Но наспроти тоа имаме една ситуација кога министерот за транспорт и пред се во улога на вице-премиер одговори на една таква бугарска провокација, прилично јасно, прецизно, дрско, според мене воопшто тоа беше во интервју кај мене на емисија на Алфа и беше буквално нападнат и па дури и од одредени сопартици негови, што јавно, што подискретно се создаде впечаток во јавноста како тоа тој му наштетува на процесот, таман тргнала работава никако да се управа, а во суштина тој беше само многу јасен и го кажа тоа што повеќе од половина
Македонија и го мисли до кога ние треба да бидеме во позиција на некаква подреденост како држава, како народ, во нашите јавни настапи, еве ние како јавни личности, и тега треба да внимаваме што зборуваме, нели, за да не му наштетиме никако на процесот. Искрено мислам дека нашите позиции се толку јасни што ниту една изјава што може да биде да се смета за поемотивна или порадикална не може да му наштети на процесот. Не може да му наштети, не, сакам да кажам дека нели во дипломатијата вие секогаш, нели, тоа е едно од правилата дека треба да зборувате во ракавици. Јас кога зборувам со моите помолози, оние официјални личности со кои што се срекам, никогаш не зборувам во ракавици. Може би затоа што сум и новинар, па дури и оние тези кои што ги добивам како подготовка, нели, talking points и така натаму, многу често знам и да отстапам од нив, да влезам во многу понепосреден одговор, пластично да го објаснам проблемот. На крајот на криштата и зад вратите, нели, дозволено е да се говори малку подиректно. Туку сакам да кажам дека пораката е јасна. Дали вие ќе ја упатите со поостри зборови или со подипломатски зборови, ние овие 6-7 месеци го говориме тоа што треба да го кажеме. Од тој аспект мислам дека и господинот Николовски не отстапува од пораката. Начинот на кој што ние тоа го говориме, дали некој употребува поостри зборови, дали не, добро, сега види, немаше зборови. остри зборови, право. Некој велат говор на омраза. Немаше во таа изјава, ја слушав внимателно, нигде говор на омраза кон бугарскиот народ. Не. Беа наречени примитивци они од бугарската власт кои не поставиле знаме. Се тоа е една комуникација на а тие па не можеш ни да ги дефинираш затоа што таму нема политичка влада во моментов и кога се случи тоа немаше политичка влада. Може да се наљути само председателот Радев, но ги знаеме па и неговите геополитички гледишта и перцепции. Така што не беше тоа толку трагично колку што некој го доживеа. Начинот на комуникација е различен кај секоја политичка личност и фигура. Се разбира. И реално па примитивно е знаме да не стават. Апсолутно. Ама сега па примитивно и ти како држава, односно како кабинет на председател на државата да ја поставиш таа слика прв пред бугарите. Имавме такви потези во минатото, ги споменавте социјалните мрежи и евентуално говор на омраза. Мора да се потсети дека тој говор на омраза, татари, употреба на таков тип на зборови, беше инспириран од бугарската блокада. Значи тој не беше автентичен во смисла ние почнавме да ги мразиме бугарите, па и почнавме да ги нарекуваме татари. Тој говор е инспириран од комунизмот. Иако е претходно. Не, апсолутно. Меѓутоа сакам да кажам, неговата повторна појава на социјалните мрежи беше меѓу другото провоцирана. Так, лима овде е гајна. Се согласувам. Си пишувал и ти на темата. Се согласувам, меѓутоа тоа не значи дека зошто сега го нема. Сега го нема тој говор на омраза, не затоа што има некакво затише, туку на секоја провокација од бугарска страна имало одговор на социјалните мрежи. На крајот на криштата социјалните мрежи, претходно малку тоа го зачнав со Закерберг, нели, новите правила, Facebook, X и така натаму, ние мора да се ослободиме од цензурата на социјалните мрежи. И она што може да го донесе ова нова администрација на Трамп и претпоставувам Илон Маск во таа приказна е светот треба да се ослободи условно речено и од наметнатата политичка коректност. Ние не можеме да одговараме затоа што тоа е идејата да се наметне и во спорот со Бугарија, ако сакате. Дека ние не можеме да пишуваме бугарски фашистички окупатор. Така? Да, Виктор Стојанов може на неговиот Facebook профил да пишува. Значи иредентистички еден тон. Значи можеме да имаме споменици со германски фашистички окупатор, со италијански, ама не можеме само со бугарски. Јас тоа го објаснувам и со германците и со италијанците кога говорам. Значи мора да видиме што е суштината на овој спор. Суштината на овој спор, меѓу другото, е
дека не може да се третира како говор на омраза нешто што се случувало во Тоа што е пред неколку векови и дека тоа треба да го и дека социјалните мрежи ние треба да имаме полиција. Значи обидот беше тој Да, постојано се создаде дефанзива. се создаде полиција во рамките на Министерството за надворешни работи која што ќе мери дали некој ги нарекол бугарите вака или онака во се обидов на социјалните еден мрежи. на Мислам, еден тоа е. се обидов на еден колега од Холандија пред некое време, ме праша вели што е работа со овој проблем, нели, како се случува, зошто не сакате бугарите во устав и така натаму. Нормално готови тези му се пласираат и човекот реагира така. Ја му кажав, викам, знаеш, клучно што е во овој процес. Ова е европска институционализација на нечи обид да направи ревизија на историјата. Апсолутно. И доживејте го тоа така. Имаш сериозни бугарски историчари, како господинот Дечев, он имаше интервју со Љупчо Георгиевски сега скоро, кои велат луѓе, лудо е вие да го негирате ова што се случувало во Втората светска војна, но Не, ама во Бугарија има фактички се уште постојат интелектуалци. Значи, постојат интелектуалци, меѓутоа постои таа политичка борба за ревизија, условно речено, и на бугарската историја. Тие навистина ја префарбаа дека не биле соработници на фашизмот, иако е тоа јасно. Ама не видите, оние префарбале за внатрешна употреба. За внатрешна, на меѓутоа тоа не Оксфорд, може на Кембридж, во Болоња, во Амстердам, во Брисел не е префарбана. Префарбана кај нив дома што се учат у школа. Можам да ви кажам дека кога разговарам со представници на американско-еврејскиот конгрес или на такви светски организации кои што се, нели, меѓу другото дел од својата борба во животот ја посветиле на меморирањето на Холокаустот и на борбата против нацизмот како појава од 20-тиот век, и кога ги сознаваат овие детали во контекст на што се случува по прашањето за ревизија на историјата во делот на евреите, имаме многу сериозно лоби кое што Македонија може да го искористи во контекст на заштита од ревизија на тој дел од историјата. Веројатно нема да најдете за цар Самуил и така натаму заинтересирани луѓе што да се заштити тој дел. Меѓутоа, велам, идејата е, проблемот на нашиот спор е историзација фактички на исто како што никој во светот нема да ви тврди дека Бугарија не била фашистичка во Втората светска војна. Не постои никој, освен во Бугарија, нели секој друг меѓутоа било шо. Само во нашите историски книги треба да запишеме дека но фактот дека е тоа пречка за Македонија напред. Но истото важи, сега да бидам вака искрен, го спомнавте цар Самуил, исто така никој во светската историографија нигде нема да ви каже дека цар Самуил е македонски владетел. Затоа што не е имал таква титул. Ние има студии за тоа, значи дали можеме ние да спориме исто и за Александар Велики. Не, он е јасно од Македонија, не се како што Македонија биле дебата. Ама како што прифативме дека е од хеленско наследство грчко и така натаму. Добро, ние немаме хеленско наследство, некои се прави, можеби ние имаме хеленско наследство. Да, сакам да кажам дека поентата е во нешто друго. Вие можете да расправате за историја и тоа може да биде вечна приказна, исто како што историските комисии на Полска и Германија и другите историски комисии расправаат, но тоа не може да биде критериум за членство. Апсолутно. И тука е разликата која што треба да се направи. Ако тоа е претворено во критериум за членство, а е претворено, таа грешка треба да се поправи. Да, тешко дека Европа ќе ја направи промената во себе заради македонско-бугарските проблеми, односно неможноста на Македонија официјално да пристапи. И сега тука има едно прашање од Ана Котевска во истиот во различен контекст, но со истата суштина ќе го поставам. Дали ќе чекаме да и се случи на Европа нешто, па после да почнеме, односно дали сега купуваме време додека да се промени? Не купуваме време. Тогаш кои ни се надежите со оглед на фактот дека гледаме како се вртиме практично ние утрово во круг. Велам и со американската администрација, со новата структура владеачка во Брисел, со нашите партнери во Европа, во европските земји. Сега имаме полско претседателство. Светски ќе притиснат Бугарија.
знаете што, не се работи за притисок во смисла дека некој треба да попушти од своите позиции кои што се принципијални. Дама Иве не попушти, ако не се принципијални позиции. Се работи за разбирање и за политичка волја, она што го кажав. И јас се надевам, и не само се надевам, туку имам и информации дека во Софија има политички кругови, политички елити и во ГЕРБ, па и во другите партии. Без оглед како ќе изгледа следната влада и во онаа помала партија која што беше во преговорите Демократска Бугарија, дека има интелектуалци, дека има либерални елити кои што ќе разберат, кои што разбираат и кои што дека не можат овие прашања во контекст на идентитетски ревизија на историјата да бидат услов за евроинтеграција. Се разбира, тие се држат цврсто до својата приказна. Никој не се ни обидува да ја смени бугарската историја, нели се работи за македонската историја. Знаете како? Која е вештината во се ова? Сега вие може да зборувате дека таа ревизија... Вештината е, повторно велам. Да. Ако е нашиот проблем дека не се заштитени доволно бугарите во Македонија, да, ќе ги заштитиме бугарите во Македонија дополнително ако е потребно. Ако е нашиот проблем, значи пред Европа зборувам сега. Ако е нашиот проблем дека постои говор на омраза, можеме да поработиме на говорот на омраза, иако велам во светлината на она што се случува со цензурата, е многу тешко тоа да го изведе. Знаете, кога јас објаснувам дека ние во бункер мора да ставаме филмови за Втората светска војна, па дури она документарецот за... Знаете како? Значи... Предел, знаете што е проблемот? Вие не може да објасните, тука беше вештината на тој договор кој беше направен на на францускиот предлог. Многу е тешко вие да прикажете дека тоа е станува збор за историска ревизија, станува збор за историски уцени во понатамошниот дел од преговорите, затоа што на крајот од денот секој ќе рече, окей, кога ќе дојде до тоа, ќе го решаваме. Сега ставете ги бугарите во уставот. Јас сум учествувал на такви полемики, на крај секогаш ќе ви речат, окей, што ви смета да ги ставите тогаш бугарите во уставот? Вака да ви кажам, тоа го слушаме како одговор од другата страна. Да, ние нема, дури имате моćни земји кои што велат, не, ние нема да дозволиме ова што вие го велите дека ќе се случи. Не велиме, добро, ако вие тврдите дека нема овие идентитетски прашања да бидат пречка, дајте ја таа декларација сега и кажете и го тоа отворено на Софија. Апсолутно. Отворено кажете и го тоа на Софија, не на нашите средби само меѓусебни. Знаете, ние немаме, ние имаме условно речено политички изјави, да речеме господјата Марта Кос, која што е комесар за проширување, кога беше инаугурирана, кажа отворено: јас нема да дозволам билатерални прашања да го кочат процесот. Да, ма промените во уставот мора да ги направите и тоа го кажа. Како? Да. Ма не го кажа тоа, меѓутоа сега нема да дозволам. Како нема да дозволите? Кој ве праша? Кажете како нема да дозволите. Реално, кој ве праша? Кажете и вие и европските престолнини отворено на Софија дека идентитетските прашања не може да бидат критериум за членство. Соопштете го и тоа отворено, како што ние го што е идентитетско прашање. Дали идентитетот на Гоце Делчев е мој ваш идентитетско прашање? За пример ви кажам, провоцираме, полемизираме. Па јас сега, ако тоа го немаме расчистено, тогаш имаме проблем со идентитетот. Зошто воопшто би требало да се го поставиме? Затоа што идентитетот е лична работа, човек врз база на лични перформанси го формира, тоа не е колективно. Се согласувам, меѓутоа ако вие сметате дека во нашите учебници, меѓу другото тоа е дел од работата на историската комисија, треба во лекцијата за Гоце Делчев во 8 оделение на 5 места да пише дека бил воспитуван во бугарски дух, дека бил од бугарско екзархиско семејство, дека фактички се борел за Македонија, меѓутоа за бугарите во Македонија и така натаму. Ако вие имате на неколку места дека треба да прифатите таков тип на наратив за да продолжите напред кон Европската унија, дали сметате дека тоа е прифатливо за било кој во Македонија? Значи, не можете вие да се согласувате на нечи етнички идентитет без оглед дали е во 18-тиот, 19-тиот или во далечната историја 2000 години претходно, затоа што кај Гоце Делчев имате само едно писмо кое што е најдено, каде што тој некои велат
во иронична или во поинаква преносна смисла говори дека за неговата припадност, односно за племето бугари, како што тој вели, нели сме си българи, нели? Патиме од иста болест. Меѓутоа, тоа е само една реченица која што се вади од контекст, иако го се Делчев во многу други писма, во многу други негови пораки, говори за македонски народ. И борбата кон Македонија е она што е парадигма на работа на Гоце Делчев, не борбата за обединување со Бугарија. Така што ние нема да се согласиме, искрено речено, заради идентитетот на Гоце Делчев, значи за негова јасна идентификација како бугари, нема да се согласиме. Ако е тоа услово да станеме членка на Европската унија, нема да. Преди Гоце Делчев. Апсолутно. Илипчана него мислиш ова? Апсолутно. Златев него мислиш ова? Пристапни милиарди фондови. Ради човек што почива сега ние тоа све да испуштиме. Знаете, не се работи Не, ова ќе се приточи во писмо кое ќе биде погрешно толкувано како Гоце. Нашите деца у иднина да бидат дел од големото европско семејство. Бесплатно здравство да имавме, кој што ми не пишуваше на билборди заев. Вие се тоа ради некој тамо. Па добро сега вие. Бог да го прости Гоце Делчев, што сега да кажам. Господин Златев, вие сега иронизирате како што Гоце Делчев во писмото до Димитар Малешевски иронизира. Очигледно тука е познат овој македонски дух, дека токму тоа и го правил Гоце Делчев. Така иронизирал и така се однесувал со тогашните бугарски власти, со бугарската екзархија, со бугарската држава, нели? Империја на некој начин. Па сега да стане од гроб Гоце Делчев ќе ни речи нас и на бугари вие нормални ли сте? Што ви вас ги збркавме? Турците славете човек, да одиме во европското семејство само за апсурдот до кој е доведен македонско-бугарскиот спор. Значи за прашања, и тоа го призна нели господинот Радев, ние не можеме да објасниме во Брисел дека овие прашања ќе оттаму јас велам добро да се концентрираме тогаш на прашањата кои што се заштита на етничките на Питу Гули. Да се концентрираме на заштита на етничките заедници. И етничките заедници ги имаме на двете страни. Во Бугарија постои значи голема лага е дека во Бугарија не се признаваат етнички заедници. Значи голема лага е, затоа што тие не само што се признаваат, туку Европската унија им наметна да имаат владино тело, национален совет кој што е за интеграција на етничките заедници, кој што е составен од министри и на неговиот сајт има набројано 9 етнички заедници, меѓу кои се турци, роми, власи, евреи, ерменци, караканчани, ерменци. И сите тие имаат собствени организации, невладени организации, здруженија етнички. Политичките партии Бугарија ги забрани на етничка основа. Ако се сеќавате во 90-тите, јас тоа често го објаснувам пред странците, во 90-тите имавме Омо Илиден Пирин, беше регистрирана политичка партија. И имаше градоначалник во Мосомиште, кмет. Тоа е село, кмет во Мосомиште. И имаше други советници во повеќе општини. Значи во 90-тите до 93-та година Бугарија ги прифаќаше дури и етничките партии на македонците и етничките здруженија. Потоа ги забрани, потоа го врати тој живковистички филм, иако во плурализам и во демократија. Ми другото, ние зборуваме значи за нешта, не се враќаме далеку во историјата на Георги Димитров, затоа што велат они тоа била комунистичка историја, во која што ги убедувале луѓето да се прикажуваат. Добро, Георги Димитров е македонец и материјал. Без оглед, сакам да кажам дека имаме веќе таква историја, значи веќе имаме човекови права кои се заштитени и имаме моментално, бидејќи Бугарија за да влезе во Европската унија, мораше да го направи тоа тело за заштита на етничките заедници. Добро, не се признати само македонци и помаците кои што се сите тука се сложуваме за абсурдноста на споров, кој е бугарско-македонски, не е македонско-бугарски по ниедна линија. Зошто никогаш не се посегна по раскинување од едната страна на договорот со оглед на тоа што другата не се држи до него, а постои таква одредба во самиот него? Зошто толку многу се исплашивме како македонска страна и не го направивме тоа?
секако дека и сега почитувајќи го постојано договорот, не води никаде правецов. Ето зошто не се решивме на еден таков Еве, мене ми викаат, Љупчо, ако не се слагаш, ако толку вика се слагаш со овие навредлив збор за бугарите има позиции, стани си вика бугарски државјанин, па нека ти шетаат децата низ Европа. Па 200.000 европејци вака имаме ние во Македонија. Не ми го менува контекстот на прашањето, сакам да ми одговори заменик министер. Во Шенген, на се ова. Доколку не се реши оваа работа, ние ќе бидеме принудени индивидуално да влегуваме во ЕУ, а таму неминовно треба да станеме бугари. Вака барем Гоце Делчев ќе стане бугари, ние ќе останеме македонци. А обратно, ако идеме еден по еден и ние ќе треба да станеме бугари. Ако гледате во моментот што се случува во повеќе европски држави, ќе ви одговорам и на тоа прашање. Ако гледате што се случува во моментот во повеќе европски држави, нашите луѓе не со бугарски, туку со македонски пасоши добиваат и работа, затоа што веќе има недостиг на работна сила огромен и многу европски земји ги олабавуваат правилата и за работа, и за влез во тие земји, за престој и така натаму. И особено сакаат луѓе од Балканот и нашите работници се добри, меѓутоа тоа не е добро за нас. Не е добро, можеби е добро од аспект дека не мора да земаат повеќе бугарски пасоши, но не е добро од аспект дека се иселуваат луѓето. Но тоа е прашање на политичките. Сакав ова да го да ви одговорам на прашањето во контекст на зошто никогаш не се раскина договорот, имаме милион аргументи на таа страна. Значи ние велиме нели во правото се вели во меѓународното право пакта sunt servanda, нели оние договори што се потпишани дека треба да се почитуваат. Тој договор кој што исто така нестрикно се потпиша, меѓутоа морам да кажам дека самиот тој договор беше бенигнен. Бенигнен во онаа смисла дека немаше рокови. Таму е поставена историската комисија како еден механизам за надминување на проблемите кои што ги имаат Македонија и Бугарија, но немаше рокови во историската комисија до кога таа треба да расправа и кога да ги растреши прашањата, ниту пак имаше услови дека тоа ќе биде услов за членство на Македонија. Така што тој договор поставува некакви тези е надградба на онаа спогодба помеѓу Љупчо Георгиевски и премиерот Костов, декларацијата каде што меѓу другото беше македонскиот јазик прифатен како уставен јазик, тој договор само тоа го потврдува и наметнува една историска комисија, меѓутоа без рокови. Историска комисија која што може да расправа со децении, со векови или да, го наведи примерот Полска, Германија. Но велам, во тој договор проблемот е што тој договор е апдейтиран со преговарачката рамка, со заклучоците на Советот и со францускиот предлог. Тоа е новото во тој договор и тој договор е фактички на некој начин прекршен. Тој договор е прекршен со овие нови документи во Европската унија. И затоа велам, ние не треба да отстапиме од договорот. Ние треба да инсистираме на примена на договорот. Да се почитува и таа страна. Протоколите се Заев бил многу визионер според вас. Не бил Заев визионер. Тој договор е 90% направен од претходната влада на ВМРО ДПМН. Додадена е само работата на некои делови на работата на историската комисија. И јас искрено сметам дека тој договор не е нанел толку штета на Македонија колку што му донесе полза на Заев и личните бизнеси. Да, меѓутоа колку што треба да полемизирате со вашиот коалиционен партнер, они беа прилично како се вика остри кон тој договор. Видете, тој договор е исто така асиметричен. Јас се согласувам. И тој не е поволен, но е бенигнен во смисла дека не поставува услов за евроинтеграција на Македонија. Затоа бугарите, кога видоа дека ние склучивме договор со Грција, во кој што се откажавме од делот од античката историја, наметнаа дека значи овие се спремни да се откажат од историјата. Како што вие велите, нели, Гоце Делчев, што е важно од Гоце Делчев? Така и ја тоа саркастично. Веројатно нема, знам дека беше саркастично, некој не ве сватија саркастично, иронично на социјалните мрежи. Но велам дека ние не треба да се откажуваме од договорот, туку треба да бараме негова примена и треба да се ослободиме од условите на протоколите. Но во Софија се уште велат, не е само договорот за добрососедство, туку се и протоколите. И за жал тоа го пишува и во делот на преговарачката рамка и документите дека ние мораме да ги спроведеме сите тие
сите тие документи доколку сакаме да Ја мислам дека ја исцрпевме темата дури повеќе од потребното. Затоа сега да си направиме една кратка пауза со реклами, по која ќе се вратиме и ќе збориме за дали Двојните државјанства дали треба да се укинат, на пример, заради криминалците. Да, можеме да одиме после кои ги со дел, користат. да видиме што до кај работава со ова фрчко у Њујорк, што правил, како правил, кога ќе имаме нови амбасадори. Ја веќе Секако може мене доколку му негде дозволува да времето ме на пратат. заменик министер. Но ќе имаме веројатно време. 9 часот и 39 минути, останете со 98,1. Се враќаме за кратко. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро, Зоран Димитровски Жоро. Димитровски, имаше министерот за надворешни работи изјава поврзана со овие амбасадори што се вратија. Многумина од дипломатскиот како се вика, од дипломатската заедница во Македонија се незадоволни, велат. Знаете, има таму политички решенија што не е проблем да бидат вратени, не знам, како Фрчковски, како но има таму и професионални дипломати кои немаше никаква потреба да се прави овој циркус. Се согласувате со ова? Не знам за кого мислите дипломати за кој што е направен некаков циркус, но во секој случај Се вратени се колку беа да, вратени? нема значи вратени дипломати, господин Фрчковски си поднесе оставка. Добро. Тоа треба да се има предвид. Беше направена ревизија на неговото работење, значи ревизија која што беше во Њујорк од овластен ревизор и податоците натаму ќе се процесуираат доколку има елементи за Министерот кажа дека има за кривичен прогон. Велам тоа треба да го оценат. Цифрен број. Апсолутно има значи прекршоци во финансиското работење постојат. Министерството, односно надлежните институции треба да оценат дали е тоа доволно за натамошен кривичен прогон. Ние не можеме да оцениме, се разбира. Тоа има прекршоци и на законот, значи на работењето финансиско во Ако има, тогаш мора да има обвинение. Значи затоа велам, не е МНР надлежна институција тоа да го оцени. Во контекст на другите, значи беше се уште господинот Жерновски е во процедура, значи имаше комисија која што се занимаваше со неговиот случај, кој направил исто така прекршок затоа што не ги почитувал дипломатските правила, односно го прекршил и законот за надворешни работи во земјата домаќин, не ги дала не ги предала кредитивите. Зашто не ги предала кредитивите? Па не ги предал затоа што во земјата домаќин Романија имаат правило, значи по нивниот дипломатски водич, дека доколку се промени председателот на земјата која што го испраќа амбасадорот, мора да има подпис од новиот председател. Има подпис од новиот председател? Од новиот председател тој не пријавил дека има такво правило во Романија и дека треба да му подпише новиот председател, туку се обидувал со акредитивите подпишани од господинот Пендаровски да се акредитира, односно да ги предаде кај председателот на Романија. И што е најинтересно, тоа во овој момент тој во Романија? Не, во моментов е во Скопје. Односно не знам, може. Затоа што тоа би било вратене. Како се вика? Значи он е вратен во Македонија. Амбасадор, нели имаш надри лекар, би бил надри амбасадор. Значи има земји, да бидеме појасни. Има земји кои што дозволуваат вие да ги предадете и старите акредитиви. Да речеме Кина е таква земја затоа што еднаш у година и пол организира предавање на акредитиви на амбасадори и бидејќи не може да стигнат, во многу земји доаѓа до промена на председателите, дозволуваат и со акредитиви подпишани од поранешниот председател да станете амбасадор. Романија има строго правило кај што вели дека ако има нов председател во земјата, тој мора да ви подпише акредитиви. И тоа не е спорно. Може да ви подпише. Но проблемот на господинот Жерновски е што тоа не го пријавил во Македонија, ниту на министерот Османи, кој што бил претходно, ниту на председател, ниту на председателката, ниту пак на министерот Тимчо Муцунски. Министерот Муцунски тоа го дознава од својата колешка на средба во Вашингтон и имате див амбасадор. И на вистина тоа е понижување за Македонија да дознавате дека вашиот амбасадор не е. Ама не, ова е прашање за Романија, како му дале дозвола на престој? Па не, него треба да го депортира. Не, вие кога доаѓате во земјата, добивате, прво ги предавате
копиите од акредитивите во министерството. И врз основа на тие копии предадени ви даваат лична карта некаква, условно речено, дека сте дел од дипломатскиот кор и дека сте амбасадор designated, фактички, и дека ќе станете амбасадор кога ќе ги предадете комплетно акредитивите. Во меѓувреме вие не можете да работите, не можете да посетувате министерства кои што се од таа земја, не можете со официјални личности да имате, не можете да покривате настани и така. Вие сте дел од амбасадата, но додека не ги предадете кредитивите, се смета дека во рок, разумен рок од 3 месеци ќе ги предадете. Тој не било организирано во меѓувреме предавање на кредитиви, дошло до промена на претседателот во Македонија и господин Жерновски, неговата, условно речено, тој бил заменик министер за надворешни работи, на мојата позиција бил. Мора да знае дека ако ништо друго, мора да го информираш собственото министерство и министер за што се случува со твојата позиција во земјата дома. Он гледал, ако прожи. Така што не одговорности, за безсмислени случајот на дури. амбасадорот во Рим, го знаете, исто така во контекст на неговиот прекршок со Северна барањето да се користи тоа име само во пасоши со Северна Македонија, што беше така, тоа се тие 3 случаи. Ние од министерството во тека министерот за тоа ја извести јавноста дека ќе направиме натамошен помак за дипломатите од Министерството за надворешни работи, затоа што во идната дипломатска мрежа ќе бидат застапени со 50% амбасадори од министерството и до сега беше само 30%, 70% беа политички, мислам правилото. Сега ќе бидат 50% од министерството, така што ќе имаме унапредување на професионалната дипломатија во тој контекст. Инаку во контекст на враќање на други амбасадори, до сега немало, тоа не значи дека владата во иднина не може да врати амбасадори. Се разбира доколку тие не ги застапуваат интересите на државата, постојат тамо одредени стандарди и правила кои што треба да се почитуваат. Во секој случај треба да има и политички именувања за амбасадори, затоа што има личности кои што тоа и го заслужуваат и можат да ги бранат интересите на државата соодветно во престолнините во светот. Но велам добро е да имаме и што повеќе професионални дипломати. Мене ме интересира целата македонска дипломатска мрежа. Реално, која година можеме да кажеме дека одреден успех на државата е постигнат токму заради действувањето на нашите амбасадори во странство? Впечатокот е дека последниве 10 години се тоа ликови кои добиле награда да треба да излезат од државата па да поуживаат во некоја друга земја, а во суштина имаат сериозна работа за бидејќи представуваат една држава која има претензии за членка во ЕУ, се развива на секаков начин и така натаму. Кога можеме да речеме дека Македонија видела бенефитиве, вие имате архиви кои ги следите внатре? Види со она што и како новинар се може да се види од работа на министерството, таму има професионалци дипломати, има луѓе кои што кој историски момент за Македонија е важен и издействуван благодарение на македонските амбасадори во страната? Знаете што? Тоа многу зависи од политичката елита на власт. Зашто амбасадорите работат онака какви инструкции ќе добијат. Има солисти, има луѓе кои што се, да речеме, професионалци, има луѓе кои што се и политички поставени, кои што имаат одредена талент, одредена дарба на комуникација, создавање на круг на пријатели, лобирање за Македонија и така натаму. Некои се подобри во делот со бизнисот, некои се привлекување на инвестиции, некои се подобри во политичката комуникација, некои во културната дипломатија. И тоа е можеби добрата страна, спектарот на активности. Меѓутоа, многу зависи од инструкциите на Министерството за надворешни работи и на политичкиот врв на земјата. Надворешната политика зависи од домашната политика. Зависи од домашната политичка елита. Ако вие не знаете, ние многу често бевме ни беше пренесувано, да речеме, од Брисел, дека од минатата власт, па вие овде не сте присутни, вашиот глас, гледајте овде што прави Софија. Гледате каков тип на лобирање има Софија. Се разбира со Бугарија. Да, меѓутоа сега ова прашање не е клучно, затоа зборувам за присуството на Софија. Испраќање на разни писма, меморандуми, користење на сите европски
институции, добро, тие се дел од Европската Унија и таму се повеќе присутни прво дипломатски. Значи, но лобирање преку невладините организации, значи едноставно нас ни беше кажано, вие не сте доволно присутни со вашата приказна во Брисел. Тоа е и искуството од овие 6-7 месеци на работа. Па ние ова не сме ги знаеле овие детали. Прв пат за ова слушаме. Многу често некои работи не биле пренесувани. Тоа зависи, нели, од како власта се однесува кон дипломатијата. Дали ја користи за прашања кои што се од државен национален интерес или дава инструкции дека добро сега ние овде треба да ставиме брана, овде да попуштиме, не треба за овие прашања да разговараме. Има многу дипломати кои што се професионалци, неколку мина сум имал лични средби кога патувам, наши дипломати кои што многу цврсто ги бранат интересите на Македонија. Има некои што не се доволно комуникативни и способни, што немаат такви врски, се разбира. И сето тоа е работа на преоценка во Министерство за надворешни работи, но многу е важно да имате добри инструкции. Ако имате инструкции и имате човек професионалец, верувајте дека тој ќе ги застапува. Лазаров Илија прашува, подсетува, односно што правиме со амбасадорот арогантен во Германија? Па, знаете што, не би одел јас во детали, не знам за што станува збор во контекст, во каков контекст. Искрено нито јас веројатно мислиме на дали има некакво лично искуство човекот со тој амбасадор или ја познава личноста. Јас лично не сум имал прилика да се сретнам со амбасадорот, нашиот амбасадор таму, но ако има било какви забелешки на неговата работа, еве го патувам нека испрати до Министерството за надворешни работи некаков допис лично до мене, може да му оставам и број и така натаму да ми се јави. Има луѓе што се јавуваат со разни забелешки. Наша конзуларна работа во одредени држави, на однесување на амбасадори. Добро е што тоа почна да се отвори, да функционира, се да може согласувам да се обрадат. дека луѓето имаат забелешки на работата. Но мора да разбереме дека ние имаме мала дипломатска мрежа. Иако не е доволно, има 56 дипломатско-конзуларни представништва на Македонија во светот. Ќе се спореди со други земји, таа не е ни мала, условно речено. Отприлика тука се со наша големина земји. Меѓутоа, фактички луѓето вработени што се таму, односно луѓето, дипломатите што ги испраќаме, тоа се најчесто по 20-тројца луѓе во амбасада и некогаш е многу тешко да се одговори на сите потреби што ги имаат и нашите граѓани таму. Правиме напори да ја засилиме таа дипломатска мрежа. Пред се во конзуларниот дел во земјите кои што имаме наши иселеници. Но исто така е многу важно во овие клучни земји каде што е политички важно присуството. Не можете вие во Вашингтон да имате 20 луѓе. Тоа е прво со стратешки партнер и со такво влијание во светот, или пак да речеме во некои други земји, европски центри и така натаму, да немате долго време амбасадор, како што се случува во минатото. Велам, имаме делумно испразнета во моментов дипломатска мрежа, мораме да пополниме некои места во Њујорк, после оставката на господинот Пршковски, во Париз, претходно имаше скандал со испраќањето на поранешниот. Ако ви треба негде ве кажете, ќе се најдеме. Значи мораме ние сме расадник на дипломатија. Овој следен период ќе биде пополната таа дипломатска мрежа и со овој втора степен став имаше два конкурса во Министерството. Како сте задоволни од работата на Боцевски? Долани беше овде, слободно бидете критичен, значи нема потреба да го ние расчистивме нашиот деловен однос со нашето радио, така што освен пријателството кое остана и кое веројатно ќе биде вечно, нели немаме друга поврзаност, но тој беше специјален представник на државата, special envoy за председателството на Унгарија. Сега каков е неговиот статус? Што ќе се случи? Мислам дека наскоро треба да истече неговиот мандат, неколку месеци, бидејќи во рамките на унгарското председателство тоа заврши. Да, но има извештаи што треба да се поднесат така натаму. Морам да кажам дека прво на почетокот пред да замине, кога се видовме, тој беше малку скептик дека оди во земја која што ни е страшен пријател прво и дека
мислеше дека дали воопшто има потреба во таква земја да има нели амбасадор, односно не амбасадор, туку представник во претседателството, и дека ќе му биде многу тешко, се беше малку скептик дека ќе му биде многу тешко да воспостави подобри односи од тоа што ги имаат премиерите на двете држави, министрите за надворешни работи. Извини, сега ми јавуваат колегите дека имаме поранешни, нели, беа дел од подмладокот на Радио Лидер новинари, сега се на висока позиција во МНР. Негде, така што ние сме дипломатски расадник овде станав јас на еден или на друг. Добре, има новинари во случај да одбрам земја ми останува. Да завршам за подсески. Да си одбрам земја. Морам да кажам дека не само што се снајде таму, туку можам да кажам дека многу повеќе од успешна беше неговата мисија во Будимпешта. Прво, Боцевски е извонреден интелектуалец. Сите не го спориме. Но беше многу плоден прво како човек кој што испраќа информација таму. Нашиот департмент, директорот на директоратот фактички за европски земји, каде што меѓу другото е Унгарија, па и директоратот за Европска унија, беше буквално бомбардиран од неговите дописи, од средби, од иницијативи, од лобирање за Македонија, од поставување на прашања, теми и така натаму. И од она што се случува се разбира во општеството во Унгарија, но и на европски план, така што мислам дека Боцевски многу добро си изврши својата задача. Ќе видиме во иднина како ќе делува и каде ќе се насочи. Во секој случај мислам дека успешно. Левчако, немаш на темата прашање уште некоја, сакам нешто друго. Ајде. Кратко да отвориме, не знам уште колку време имаме реално. Па уште тоа, да, генерално уште тоа. Двојните државенства кај македонските граѓани, практично гледаме во неколку навради дека се алиби за оние криминогени високи функционери поранешни да одговараат, односно да сносат одговорност за тоа што го правеле или злоупотребувале службена положба и така натаму. Конкретно случајот со Груби, тоа уште еднаш како го отвара како прашање. Треба ли Македонија да размислува за во насока на оневозможување на двојно државенство или не знам, едноставно да. Ние значи прво не знаеме дали Груби има албанско државенство, можеби нема и така. Податок едноставно Македонија го нема. Значи во контекст на двојните државенства многу е важно за високи политички функции тоа да биде оневозможено. Јас сум, речеме, лично го застапувам тој став дека не можете да бидете, не би требало да можете да бидете министер, премиер, значи на висока политичка функција, а да имате две држави. Што значи тоа? Вие имате две татковини, дека се борите за интересите на двете татковини, без оглед што тоа може да бидат земји членки на Европската унија, па имаат на крајот на краштата исти интереси. Сите сме на некој начин како суверена држава, имаме своји права и своји интереси кои во одреден момент не се совпаѓаат со интересите на другата држава на која што вие имате државјанство. Без оглед дали станува збор за американско, руско, кинеско или албанско, бугарско, српско и така натаму. Значи тој либерален став може да важи за граѓаните. Не би сакале тука да воведуваме некакви правила. Еве, јас имам внук во Јапонија, сега тој 20 години е таму, 18 години, прифаќа јапонско државјанство, но мора да се откаже од македонското. Во процедура е сега на откажување од македонското за да му дадат пасош јапонски. И Јапан и Македонија се земји на сонцето, така што но сакам да кажам, има такви земји кои што условуваат, кои што се ригорозни, дури ги менуваат и имињата, како што е Турција случај. Па и Јапонија исто го прави, дека дури им треба да го промените името и презимето во пасошот, во идентитетот да го промените, што е малку навистина изгледа абсурдно. Јапонско име да има треба. Апсолутно. И Турција, ако се сеќавате, некои наши кошаркари кои што добиваат турски пасош, па со променето име и така натаму. Значи, не би бил толку ригорозен да го забраниме двојното државјанство. Па добро, и ние овие дилериве различно се вика у Македонија која зема. Но лично сметам дека може тој закон за државјанство да се промени, дека висока политичка функција да биде неспојува со двојно државјанство. Што се знае вие кои интереси на која држава ги застапувате. А во контекст на тоа дали
тоа двојно државјанство им овозможува на некои да избегаат, па дури и да го нема во моментот, може да му биде доделен политички азил. Значи, многу често се случуваше во минатото. Гледавме оние случаи во Грција што избегаа нашите разузнавачи, добија политички азил, тие претходно немаа државјанство, ама добија одредени причини. Нашите соседи тоа постојано ќе го прават и тоа говори за неискрените односи кон Македонија. Интересна тема за дебата, ова може да направите посебна емисија за ова, затоа што ние гледавме во минатото, имавме некои што избегаа во Бугарија, некои во Србија, наши од бизнисмени кои што беа гонети за некакви малверзации и така натаму во Македонија. Во Србија беше случајно Дравелски долго време познат, во Бугарија имаше таму некои што избегаа претходно. Така што и без бугарски пасош, па потоа им беа доделувани. Потоа влегуваа во процедура. Така што тоа не е гаранција дека нема луѓето да бегаат, ако ние забраниме двојно државјанство во Македонија за политички функционери, затоа што ќе отидат и ќе добијат. Но велам, проблемот е ако сме земји членки на Европската унија, ако сме добри соседи, ако сме навистина се почитуваме меѓу себе и ако имаме потпишано договори за меѓународна соработка во контекст на правото, за размена е посебно време од Соединените американски држави, нели, црната листа и така натаму, тогаш очекуваме исто така од тие земји членки на Европската унија и да не ги испорачуваат. Со Косово имаме добри политички односи. А се уште имаме неиспорачување, нели, на луѓе кои што ги бараме по потерница. Без оглед значи на државјанство, тие луѓе немаат, да речеме, така се вели во Косово, дека тие што ги бараме немаат косовско државјанство, но не ги испорачуваат. Од кои причини? Значи, на крајот на криштата станува збор за дали имате добри политички односи меѓу двете земји и дали се тие искрени. Се надеваме дека во иднина тие односи ќе стануваат се подобри. Така што ова прашање заслужува навистина посебно внимание. Инаку во контекст на би сакал само да, ако немате ништо да прашате дополнително. Јас немам, така што ваши се минути. Би сакал да имаме подршка од слушателка од Бугарија. Би сакал да вели, Љупчо, јас ти се извинувам, ама целата политика ви е тотално збркана, вели. Вели, като фактите говорат и боговите молчат, а факт е, че Македонија затјава, односно дека постои, така е на бугарски ова, не знам, зат ова за това. Не, Македонија е факт, нели, како држава, а овој човек вика, добро ја објаснува политиката што ја водите и како се лобира за Македонија, продолжи така. Имаме поддржувачи од бугари кои не се македонци. Бугари кои велат, ало луѓе, ај престанете со овие идентитетски глупости, престанете со тоа политиката да ја правите. Ама нема бугарскиот и македонскиот народ немаат проблем. Ние немаме проблем, ние со политиката проблем генерално. Нешто што еве во наредниот период ќе се случува. Освен тоа чубриката, иначе све друго е супер у Бугарија. Знаете дека значи реално на геополитичко ниво доаѓа до сериозна промена сега со администрацијата на Трамп. Што може да очекуваме, не подобро или полошо? Морам да кажам дека Македонија, без оглед што сме мала земја и без оглед што и со претходната администрација немавме лоши, напротив, имавме многу добри односи, но добро е што премиерот и министрот за надворешни работи се поканети на инаугурацијата на Трамп. Многу лидери на други земји не се поканети. Ќе бидат на инаугурацијата. Горе, кај што се? Сега, не можам да знам точно каде. Може и ја да се поканам на инаугурацијата. Не, поканети се на инаугурацијата, значи министрот за надворешни работи и премиерот, и ќе имаат средби со, добро е што имаме одлични врски со тесниот круг на Трамп, значи со луѓето кои што ќе бидат дел од администрација и дел од неговиот советнички тим. Дали тоа значи дека Македонија сега поради тоа ќе добие некаква геополитичка предност? Не велам дека тоа преку ноќ може да се случи, но добро е што имаме со тие луѓе блиски врски, што можеме да им се обратиме лично, по телефон, да закажеме средба. Добре. Господинот Гренел, кој што ќе биде за
специјални прашања, нели? За Северна Кореја, мислам. Не за Северна Кореја, за повеќе различни прашања, па дури велат можеби и за косовскиот проблем, косовско-српскиот. Еве, да фрлам рекавица, се е тоа џабе доколку ние немаме на највисоко ниво комуникација. Дали може да очекуваме премиерот Мицкоски да биде третиот лидер од Македонија по Борис Трајковски и по Владо Бучковски кој ќе влезе во Белата куќа? Јас се надевам дека и тоа ќе се случи. Затоа што луѓето со кои што ме поканат на инаугурација, не велам дека тоа веднаш самата инаугурација не дека ќе биде, но дека и тоа ќе се случи, затоа што во минатото сме го имале тоа председатели на Соединените американски држави кои примале некои од нашите лидери. Во случајов мислам дека господинот Трамп, неговата геополитичка улога ќе биде многу важна и ќе биде важна од аспект на тоа тој сака повеќе билатерално да разговара со земјите на билатерален план. Гледате неговите критики на делот функционирањето на Европската унија, на некои тој ултралиберален поредок во светот против кој што се бори таа структура, меѓутоа идејата е да на воспоставување добри билатерални односи со земјите кои што смета дека треба да ги гради, пред се во делот на бизнисот, значи регионално овој регион ќе биде многу важен за него, и Србија и Македонија. Не велам дека Бугарија исто така делот на десничарската герб таму, дека нема добри односи со луѓето на Трамп, и тие имаат изградено добри односи, значи да не живееме во заблуда дека само ние правиме добри комуникации односи, но мислам дека администрацијата на Трамп ќе биде ориентирана на повеќе на решавање на проблемите. А ако украинскиот проблем Трамп рече ти го реши за 24 часа, добро, не веруваме. Нека го реши и за 6 месеци би било во ред. Но ако украинскиот проблем може да се реши за кус период, тогаш македонско-бугарскиот проблем може да се реши за 30 секунди. Ако некој навистина сака. И затоа велам, ориентацијата на администрацијата на Трамп кон решавање на таков тип на конфликтни прашања, без оглед што нашето прашање не е конфликтно во смисла дека може да доведе до воена состојба, во секој случај е прашање кој што спречува некаков процес на пацификација на регионот, на европеизација и така натаму. И мислам дека може многу да помогне во контекст на надминување на овој спор. Ви благодарам многу. Искра, ако имаш уште нешто? Мислам дека ги исцрпивме темите и ми се допадна начинот на кој што искрено одговараше Зоран Димитровски, ако станува збор сепак за втор човек во дипломатијата, начело на дипломатијата, сепак неопходно е да се објасни малку и подиректно и подетално одредени работи. Благодарност од мене. Почитувани слушатели, тука некаде е крајот, да нема нешто? Не, верете. Да. Само гледам дали имате пораки повеќе во врска со Гоце Делчев, ама очигледно тоа... Не, за моите ставови за Гоце Делчев предизвикуваат контроверзна подолго време, да го оставиме да почива во мир, да не му го бираме идентитетот. Мислам дека стварно е греот е замислет. Јас им објаснував само што нели имаше случај со една министерка од владата дека има бугарски пасош. И сега, за да добиете бугарски пасош, знаете која е процедурата. И таму постои некој документ каде што таа потпишала дека се чувствува како бугарин. И тоа не е страшно, затоа што тој пасош не е требал неа за остварување за националните неизини интереси. А меѓутоа сте потпишале за бизнес, но сте потпишале. Сега јас се велам на бугарите, замислете некои идни македонци, некои идни бугари да се расправат за неизиниот идентитет. Сепак станува збор за инженер, може ќе направи, односно за се бави со не инженерно, се бави со енергетика, може ќе направи некоја иновација, некоја голема реформа која ќе стане светски позната, да се надевам и за 100 години вие да се расправате дали било бугарка или македонка. Значи абсурдот не е во тоа што вие ќе се расправате дали некој бил бугарин или македонец. Абсурдот е тоа да го поставувате како услов, како услов со кој што вие треба нели да влезете да станете членка на некоја знаеш организација. Знаеш колку пати сум кажал дека Георги Димитров е македонец, никој не седнал од Бугарија да се расправа со мене за Георги Димитров. Очигледно тие што не ги сакаат ни даваат да бидат македонци, ама тие што ги сакаат не ни дозволуваат.
Да, па мене Каракачанов во едно интервју што му го правев на времето ми рече ајде еве да прифатиме дека Крсте Петков Мисирков бил првиот македонец. Викам значи признаваш. Така што да, тие признаваат за некои луѓе за кои што имаат толку многу факти кои што не може да се негираат, се разбира дека мора да признаат. Така и Георги Димитров во таа приказна. Меѓутоа велам не е апсурдот во тоа да вие тврдите дека Гоце Делчев е бугарин, ние да тврдиме дека е македонец. Апсурдот е ако е тоа некаков услов со кој што ние го спречуват, вие го спречувате нашиот развој. Да. Може да биде тоа услов. Ти благодарам многу, Жоро. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Се гледаме утре заедно со Сотир Костов. Во среда е Сотир Костов, во четврток Драган Милосављевиќ, во петок ја завршуваме работната недела со Агим Јонус.